Добро утро, почитувани гледачи. Добро ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Во време кога зборуваме за напредок, за брз живот и за постојана поврзаност, се почесто се соочуваме со тивка, но многу сериозна криза. Кризата на менталното здравје. Депресијата, анксиозноста, хроничниот стрес, чувството на празнина не се веќе индивидуален проблем, туку тие се општествен предизвик. Менталното здравје не е луксус, туку основа за квалитетен живот, здрави односи, продуктивно општество и стабилна иднина. Но зошто се уште се плашиме да побараме помош? Зошто зборот психијатар кај многумина буди страф и предрасуди? Што можеме да направиме како поединци, како лекари, здравствен систем и како држава? На оваа тема утрово разговараме со доктор Мице Дудучки, невропсихијатар од приватната здравствена установа Анима во Куманово. Добро утро, доктор Дудучки, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро вам во студиото и посакувам пријатен ден на вашите гледачи. Така. Можеме ли барем за почеток, зошто е толку важно менталното здравје, подеднакво важно колку и физичкото здравје, дали му посветуваме доволно внимание, дали доволно зборуваме за сето тоа и што доколку го занемаруваме и игнорираме? Има една латинска изрека во медицината, вели мен сана in corpore sano, здрав ум во здраво тело. И во чести разговори па и полемики се потрудив да го докажам обратното. Sanus corpus in mens sana. Ќе биде здраво тело кога ќе биде здравиот дух, не само обратно. И навистина современиот живот, современите трендови во науката, во психијатријата, психологијата, експерименталната психологија, тоа и го докажуваат. Зошто е битно менталното здравје? Затоа што тоа е еден значаен дел од човековото битие. Човек е и homo economicus, и homo politicus, и homo faber, и homo eroticus, меѓутоа и homo emotionalis. Нашиот емоционален живот, сватен во поширок контекст, е нешто што е најбитно воопшто за човештвото, а поготоа во земјите кои пежоративно ги нарекуваме или погрешно ги нарекуваме во земји во транзиција, каде што живееме во еден извитоперен, јас би рекол первертен систем на вредности, а сета таа социјален, психосоцијален импакт врз личностите кои се посебно вулнерабилни, посебно ранливи, гериатриската, постарата популација, нарочно детската популација и адолесцентите, тие се посебно склони да страдаат од вакви расстройства кои ние ги нарекуваме спектар на анксиозни расстройства. Да. Подоцна ќе зборуваме кои се тие, какво значење имаат, како функционира личноста со овие нарушувања. Често пациентите видат, јас сум болен, но тоа им објаснам, тоа не е болест, туку ментална состојба, дизордер или нарушување. Меѓутоа, тие често ако ова не е болест, па што е тогаш болест, бидејќи кога душата страда е најтешко. Да. Ако вложуваме во менталното здравје, ако зборуваме повеќе за тоа, ако му посветуваме повеќе време, вложуваме и во иднината на една земја, така? Се разбира од само здрави личности, не само од физички аспект, од соматски аспект, туку и здрави личности од ментален, од психички аспект се нешто што би требало да биде иднина на човештвото, иднина на секоја земја, бидејќи сега, за жал, имаме вистинска епидемија од овакви нарушувања и тоа баш кај она популација која е фертилна, која треба да ствара иднина, која ствара да создава потомство, која е работоспособна, а тој дел од популацијата е хендикепиран со овие нарушувања. И се повеќе страда од сето тоа. Зошто е тоа така? Да, ќе зборуваме во текот на емисијата, ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас до самиот крај, следете не повелете, вклучете се и поставете прашање. Со доктор Мице Дудучки, невропсихијатар од приватната здравствена установа Анима Куманово, зборуваме за менталното здравје, за депресијата, анксиозноста, хроничниот стрес и сето она што го нарушува нашето психичко здравје. Доктор Мице, за кои состојби најчесто пациентите бараат помош? Дали го надминавме оној прак и она стигма и предрасуда дека ако одите на психијатар станува нешто за збор за нешто многу страшно, нешто кое што можеби
го нарушува секојдневието на пациентот? Денеска, за жал, живееме во ера каде што депресивноста ни е дел од нашиот живот, независно од тоа дали се работи за така наречени ендогени депресии, дали се работи за манично-депресивни состојби или афективни психози, меѓутоа депресивноста која е често од реактивна природа, која е често пратена со анксиозност. Да го разјасниме терминот за гледачите, анксиозност е многу непријатно чувство на страв, загрозеност, катастрофични размислувања и психосоматски симптоми кои се пратечки симптоми на таа анксиозност. Значи, еден безпричински страв, меѓутоа многу голем, кој ја преплави личноста и понекогаш реагираат со панички, супанички атаки или како генерализирано анксиозно расстройство. Следните болести, поготово во урбаната средина, се афективните психози. Шизофренијата исто така, за жал, се повеќе и повеќе се диагностицира и заради диагностичките критериуми кои се валидни и заради за жал се поголемата инциденца и преваленца на нови случаи на велиме шизофрен спектар на психози. Исто така жртви сме на акутни стресни расстройства, независно од тоа дали се работи за физички трауми, дали се работи за психички трауми, дали се работи за дејство на психосоцијални стресори кои во целиот организам и во целото човеково битие создава чувство на несигурност, страв, стрепење, чувство на безперспективност, чувство на безизлезност и тие состојби се за жал многу мачни. Исто така застапени се параноидните психози, живееме во едно време на извитоперени вредности, нарушен систем на вредности, каде што сомничевоста дека нешто ќе ни се случи, некој нешто ќе ни направи, сега во ова време homo hominis lupus est од Томас Хоббс, од Томас Хоббс навистина се покажа во целата своја флоридна форма, односно максимално изразено. Од друга страна, обсесивно-компулзивните расстройства се чести. Мисли доаѓаат во главата кои не може човек да ги одргне. Што значи тоа? Го слушаме како термин, да, ама дали доволно знаеме? Значи, доаѓаат во главата мисли кои се непријатни, мачни, тешки, кои човек не може да ги отргне, а нема реална основа за тако нешто. Компулзивните расстройства се кога ветера нешто да ги броите бандерите, да ги броите плочките, 5 пати, 30 пати да ги миете рацете, да проверавате 5 пати дали сте заклучале вратата или дали сте го плино, дали сте го затегнале и така. И тоа се многу мачни состојби. И често заради состојбата и на свеста и на нашиот културно-социјален милје, тие личности најчесто страдаат не знаејќи каде да побараат решение. Тоа се расстройства навистина тешки и мачни за самите пациенти, да така кажам, за самите личности. Бидејќи секој ден живеат со тоа и го преживуваат секојдневно. Апсолутно, но меѓутоа затоа има решение. Тие личности жестоко страдаат, трпат и најчесто биваат инсуфициентни, неефикасни и на професионален, и на емоционален, и на психосексуален, и на социјален план. Имаме еден систем каде што тонеме како општество. Затоа што сите тие луѓе имаат солидни потенцијали, емоционални, интелектуални, меѓутоа не се во состојба на најдобар можен начин да ги манифестират, биваат неуспешни, а тоа уште повеќе прави еден циркулус вициозус или зачаран круг. Зачаран круг, како велиме, магепсан круг. И личноста тоне. Тоне во некоја безизлезност, а нашето традиционално убедување дека психијатрите се занимаваат само по знаци навода со лудаци е будалаштина и полека треба таа стигма, тој табу да го разрушуваме. Јас често велам на моите пациенти и како ви беше разговорот со
психотерапеутот, со психијаторот, па вели беше пријатен. А што размислувате претходната ноќ кога треба да дојдете? Хорор филмови, дека тоа ќе биде нешто, кој знае како страшно. Меѓутоа, кога ги видат првите ефекти од самата терапија, дали се работи за психофармакотерапија, психотерапија, најчесто користиме методи на когнитивно-бихевиорална терапија, и таа е најефикасна, хрватите велат учинковита и најголем дел е прифатлива за самите пациенти. Никогаш не е потребна терапија или лек, никогаш е потребен добар разговор, некој да ве разбере и да не ве осудува за тоа кое што го живеете. Најчесто и едното и другото. Потребно е психофармакотерапија затоа што нашите симптоми на емоционални, на психички, на когнитивен план се резултат на нарушување на равнотежата во неуротрансмитерите во мозокот. Лаиците велат хормон на среќата бил серотонин, тој не е хормон, тој е неуротрансмитер, допаминот исто така, ацетилхолинот е битен за нашето когнитивно функционирање, адреналинот за функција на натришните органи преку автономниот живчен нервен систем, така да постои еден дисбаланс во тие неуротрансмитерски системи и ова хемија, пежоративно речено, односно психофармаците, има за цел да го тој дисбаланс, да го нормализираме, да поставиме на равнотежа, еден еквилибриум во тие системи. И потоа ќе биде полесно, така да. Ќе бидат, самите пациенти ќе бидат поприемчиви и за психотерапија, ќе размислуваат повеќе рационално, ќе размислуваат повеќе позитивистички, креативно. И тоа е оној дел што тие треба да го дадат од себе како личности во процесот на нивното излекување. Лекарот ќе даде свој придонес, се разбира. Ама не е главниот. Да, зошто е важно психијатарот да не го гледа пациентот низ призмата само на диагноза, туку низ неговата борба, тешкотија и потенцијалот за да го постигне позитивниот ефект. Додека работев на ВМА и потоа се демобилизира во Чинмајор, па имав намера да живееме и работиме во Ванкувер. Супругата не сакаше, но тоа е друга приказна. Мојот професор, почитуван професор Станислав Никич, пишуваше, дали дават карактеристики, препораки, некој вели се одликува со пристап кон пациентите, почитувајќи ги неговиот биолошки, социјален и сите аспекти на личноста, биолошки, социјален и психички. И тој пристап, велиме, тој пристап е на некој начин диалектички, е многу битен затоа што пред себе немаме бројка, немаме диагноза. Имаме човек кој страда. И не може да не ни интересира неговата социјална состојба, неговите семејни односи, неговите проблеми во работата, неговите проблеми во интерперсонална комуникација, во социјалната средина. Значи, тој еден интегративен пристап е кондиција sine qua non, односно услов без кој не се може за да се спроведе успешно еден психофармаколошки и психотераписки процес. Така, да. Од режија ми јавија дека имаме гледач, ама сакав да оставам да го заокружиме ова што го зборувате, доколку се уште е на линија, да го вклучиме, да го постави своето прашање. Ако не, извинете што почекавте, па се надевам дека можеби повторно ќе се обидете да се јавите. Добро утро? Да. Сепак сте на линија, добро утро, повелете. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот за да можеме убаво и да се слушнеме. Ало, добро утро. Добро утро. Добро утро. Гледам анксиозност и депресија. Јас пред 2 години го загубив мојот сопруг. До тогаш бев здрава, права, ништо не ми беше. Сега сум толку нервозна, толку депресивна. Мислам, јас пред децата, пред фамилијата, пред внуците, јас сум добра. Меѓутоа претежно сум сама, пошто сите се со своји обврски, нели, по работа, по школи, по градинки и така натака. Не можам да се самирам после него. 2 години помина, јас мислам дека и паметот ми го зема. Почнав ништо да не памтам. Многу заборавам. И некој ден сега ми излезе тука пред
пред собата. Во случајно имав нешто, во моментот сум задремала, ми падна далинско, се стресов, кога гледам мојот сопруг, ама со бастунче. Он не носеше бастун никогаш. Така, да, разбираме целата ситуација. Дали сте побарале помош, сте се обратиле некаде или конкретно еве прашањето што го имате до докторот? Јас да ви кажам вака, јас сум се обратила, немам страм ни од ни од психијатар, ни од секаде сум било, меѓутоа искрена да бидам. Не успевате нешто да подобрите. Ајде, еве, ќе слушнете сега и совет и препорака за состојбата во која што е гледачката, што би можела да направи. Во конкретниот случај се работи за една пролонгирана депресивна реакција или пролонгирана депресивна состојба како одговор на стресната психотраумата која личноста е доживела заради губиток на блиска личност. И сега постои така наречена психоанализа на жалувањето, на жалоста. Прва е фаза на шок, потоа е фаза I don't believe, не можам да го прифатам губитокот. Третата фаза е фаза на прифаќање на тој емоционален губиток и четврта е фаза на катексизам, кога нашата емоционална либидонозна енергија ја посветуваме дали на некоја каритативна, хумана работа, дали посветуваме на децата, на внуците, на некои активности. И ние велиме во психијатријата и психологијата, жалоста е нормално физиолошка состојба. Жалоста не можеме да ја лекуваме, да ја избришеме. Меѓутоа, депресивноста е нешто што е патолошки. И сега, во оваа состојба, самата пациентка е фокусирана на она што е за неа травматизирачки, губиток на некоја подршка, верувам дека е во средна или постара возраст пациентката, и тогаш заради таа хипертенацитет, велиме фокусирано за траумата, даваат слика на, вели, не помнам ништо, заборавам. И тоа често на младите колеги им го објаснуваме што е вистинска деменција или благокогнитивно нарушување од така наречена псевдодеменција. Значи не може да настане оден дементен процес после стресот или 5-6 месеци или година или 2. Значи тоа е псевдодеменција или лажна деменција затоа што самата личност е фокусирана на траумата. Чувството на некој начин на осаменост, на отуѓеност, алиенација која е во целото општество мощне интензивирана, благодарејќи и на тоа отуѓување во социјална смисла, меѓутоа и благодарејќи на овие технологии, комуникации, не знаеме да напишеме или да кажеме ти го честитам роденденот Мила или те сакам, мислам на тебе, туку притисаме на дугме што рекол некој. Дејството на социјалните мрежи, на негативното дејство, ги подхрануваат ваквите состојби. Доведува до таква, велам, една максимална отуѓеност, така да престанавме, поготово по младите генерации, да се дружат, да зборуваат, да комуницираат, да ги споделуваат своите емоции, било пријатни, било непријатни. Кога погледам во некој ресторан или кафич, ма да не одам таму, гледам 3 прекрасни млади девојки седат и 3-4 момчиња така и сите притискаат во, викам, што убаво си водите диалог, фантазија. Тоа е отуѓување, каде што нема она и поддршка, еден сапорт и во кругот на семејството, ама еден поширок сапорт, општествена поддршка, тоа изостанува. И тоа води во едно чувство на безперспективност, на губење на смисол на живење. Ако го изгубиме смисолот на живење, веќе сме во ментална смисла половина мртви. Така да. Само кратко да се навратам на оно што го постави како прашање гледачката. Рече, пред децата, пред другите, пред останатите сум силна, функционирам како што треба, кога ќе останам сама, тогаш се затвора во себе. Тоа очито применува еден одбранбен механизам кој се вика денегација. Денегација значи како да не постои и тоа е само фасадата, маската. Прави ли тоа уште потешко да и биде кога останува сам? Страда. Затоа велам, слободно споделите ги своите емоции со блиските. Не мора само со родина, со пријател, со постар човек, со колега од работа, споделете ги. Ќе ви биде многу полесно и секако додека тие
одбранбени механизми се исцрпат, не се доволни, се велиме инсуфициентни, тогаш слободно побарајте помош. Зошто не е постигнат адекватен ефект, тераписки ефект кај пациентите? Затоа што ние сме навикнале пациентите да ги гледаме како бројка, како диагноза, тоа ми е, се фаќа за рецептот, му пишува, земе се гепчините, ќе ти биде добро. Не може душата да се излекува само со хемија. Нашата психа е многу посложена, одошто, да кажем, имате бронхитис, па ќе ви дадем антибиотик и убијат бактерии, нема бактерии, излечено таа, хемијата завршила наместо нас. Босанците велат, ние сме хечим од дивана, од разговор. Разбирањето, сваќањето на пациентовите тегоби, емпатијата која покажувате, се извинувам, пациентот да свати дека сте на негова страна, дека го разбирате, дека не го осудувате, дека го него не гледате психијатриски болен, душевен болесник, дека го гледате личност која страда и на која треба да ја помогнете. Таков еден интегрален пристап, тоа е веќе половина успех во терапијата. Оти кога излезе пациентот, најчесто сам со себе си вели, конечно најдов човек кој ги разбира моите тегоби и симптоми и кој може да ми помогне. Ние заради нашиот професионален или конформизам, или некаков чувство на intouchable, недостапни се, или изигруваме Фройдови и Фромови, што е погрешно, често не обраќаме внимание на тој аспект на личноста и недоволно долго работиме. Најчесто со неадекватна терапија. Статистика вели дека преку 75% од пациентите немаат никаква стручна помош за оваа проблематика. А од оние кои имаат, околу 50 до 60% не се придржуваат на терапијата или терапеутите, или пациентите, или двајцата заедно. И тоа е клучниот фактор за неуспешна терапија или да трае. Јас со години се лекувам. Зошто со години? Го имаме проблемот, поставиме диагноза, лекуваме, постигнаме тераписки ефект, ја намалуваме дозата и се поздравуваме. Јас на моите пациенти често кога дојдем на крај на терапијата им велам, а сада марши за ординација, jer ја више не треба. Да не се гледаме. Така, што можеме сами да направиме за да влијаеме позитивно на нашата психа, за да ја подкренеме, за да ја зајакнеме, иако сме постојано изложени на многу негативни фактори од надворешната средина, од обкружувањето, кои што и придонесуваат на некој начин и за анксиозност, и за депресија, и за ред други од оној широк спектар на психички заболувања кои што ги споменавте. Мојот почитуван професор, нека му е лесна земјата, Методи Чепреганов, кој ми е учител и од епилептологија, ама и од неврологија посебно, а бидејќи сме француски ѓаци, двајцата, разговараме на француски, тој вели retour à la nature. Повратак природи или враќање кон природата. Човештвото ќе тоне во декаденција. Се повеќе и повеќе, се додека не свати дека мора да живееме и треба да живееме по природни законитости. Дали се работи за психосексуална ориентација, дали се работи за професионално ангажирање, дали се работи, има една драв хипотеза, половина од државата се оставиле во Република Скопјанг. Зошто нема дисперзитет и на кадрите, и на потенцијалите, и на образовните установи подjednako? И ова е причина затоа што човекот се повеќе во психичка смисла се отуѓува од самиот себе. Не ја сваќа својата и биолошка, и социјална, и емоционална компонента, за да може да ги интегрира во една целина, за да може личноста да живее ефикасно, вообичаено, без стресови, без анксиозности, независно од тоа дали целото општество ни делува стресогено од психосоцијалните фактори, економската несигурност, социјалната сиромаштија, енергетската сиромаштија и над се менталната сиромаштија во нашето општество. Да ги применуваме прво само помош, велиме. Значи, оние здрави потенцијали, здрави механизми кои заради анксиозноста, депресивноста, психотичноста, афективното расстройство не можеме на најдобар можен начин тие кои се инаку солидни потенцијали да ги применуваме во само помош. Исто така,
не сме спремни, живееме во страв, живееме во стигматизација во општеството, ако некој каже јас сум импотентен. Па тоа е проблем, ама не е болест, не е нешто од што ќе се срамим или имам епилепсија или што ја знам депресивен сум. Кога тие наши потенцијали кои треба да ги користиме, тие наши можности и способности не се достаточни за успешно решавање на овие тегоби, симптоми и на овие расстройства, нормално дека ќе побараме стручна помош. Тука се психолозите кои поголем дел од нив се добри психотерапеути и ние психијатрите кои сме на некој начин свртени кон социјалната, едно кон социјалната психијатрија, друго кон практичната примена на знаењата и искуствата, се со цел да се помогне на душата која страда и трпи. Да човек да побара помош не значи дека е слаб, туку напротив дека е храбар и се грижи за себе. Апсолутно. Стигмата некогаш е подеднакво опасна колку и самата болест, бидејќи нема да води кон барање помош и кон решавање на проблем. Стигмата води кон тонење. Поготово кај пациентите со болести на зависност, за жал, злоупотреба на психоактивни средства, почнувајќи од седативите, па преку злоупотреба на канабис, преку злоупотреба на хероин, негови деривати, преку злоупотреба на кокаин, и тие луѓе самите од себе се отфрли. Општеството, социјалната средина ги отфрла, ги стигматизира. И колку да ги лекуваме, ако нема некоја социјална подршка, тие пак рецидивираат и се враќаат во тоа. Затоа се наметнува потребата како држава, како здравствен систем кој би требало да функционира нормално, да направиме стратегија, да доктрина, една државна и на ниво на целата земја, таа доктрина, тие доктринарни ставови кои се темелат на научни докази, медицина базирана на докази, да ги применуваме. Не само во третманот, успешен третман на овие расстройства, за кои реков пред малку дека епидемиски карактер имат, туку и за превенција, очувување и унапредување на менталното здравје, посебно кај младата популација. Ако тоа го изгубиме, ќе изгубиме иднината и како општество и како припадници на човековиот род. Да. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме по рекламите со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот, иако доктор Мице ни остана само уште неколку минути до самиот крај, би сакала да ги искористиме максимално и најадекватно. И депресијата и анксиозноста најчесто нив ги спомнуваме, најчесто за нив зборуваме. Сетивки епидемија, однадвор не гледаме ништо, ама внатрешно така многу го менуваат и начинот на размислување и животот и однесувањето на поединците. Како да превенираме? Она што можеме, рековме сами, да го направиме, здравствениот систем, државата со своја стратегија да работиме малку повеќе на менталното здравје. Кога зборуваме за дефиниција на здравје, велиме дека здравјето не е само отсуство на болест, туку и благосостојба од сите аспекти на личноста. Економска, социјална, материјална, емоционална, секаква. Сега, многу е битно да ги споменеме социјалните, психосоцијалните фактори. Ова во општеството глобално, а поготово кај нас, ми се чини дека сме централа, имаме еден велам извитоперен систем на вредности, каде што вистинските квалитети на луѓето не доаѓаат до израз, затоа што средината не овозможува така. И ние живееме во една ментална сиромаштија, која е потпомогната од социјална и економска сиромаштија. Замислете како ќе се чувствува човекот. Јас понекогаш државата ја нарекувам абсурдистан. Ние, синот кој е психолог и работиме заедно, донесовме одлука децата со посебни потреби, социјалните случаи, инвалидите, посебни епилепсија, посебни категории да ги лекуваме бесплатно. И сега, затоа што договорот со фондот го раскинав, затоа што се некоректни и затоа што го оплячкале фондот, одлучивме тие лица да ги лекуваме бесплатно.
Замислите кој е абсурд. Напишам, имаме пациенти од странство. Напишам наод, тие може да ги земат во Шведска, во Норвешка, во Данска, во Австрија, во Германија, во Косово, Србија, може да ги земат лекови за кои плаќат доприноси, а родителите на детето со посебни потреби, кои нормално го лекуваме бесплатно, а зашто и да не, хумани сме, хумана димензија, не сме трговци, не може да го земат лекот за кој плаќат осигурување. Па би сакал некогаш да седнеме со директорот на фондот, било кој да е, или со министерот за здравство, ајде овие работи кои ги тиштат луѓето. Значи, социјалната компонента е многу битна за се поголем и поголем развој на менталните нарушувања. Од друга страна, ние не ги едуцираме и младите луѓе, не ги едуцираме и работоспособната популација, па и геријатриската популација, кои се методи и начини како сами да си помогнат за пружање на взаемна помош и на времено барање на стручна специјалистичка помош, каде што прво нарушувањето, болеста ќе излекуваме, второ економските и социјалните негативни последици тоа ќе ги сведеме на минимум, друго ќе возможиме човекот да биде и работоспособен, да биде способен и како родител, и како професор, и како наставник, и како мајка, како баба, дедо. Значи, ќе овозможиме едно подобро емоционално функционирање на целата популација. Затоа велам дека и медиумите со сета почит према оние што вака повремено не покануваат да зборуваме, да детабуизираме психијатријата, да им една светло на крајот на тунелот, да кажеме да, за вашите проблеми имаме знаење, искуства, решение. Немој да се женирате, што велат, да побарате стручна помош. Тоа, како што рековте пред малку, не е слабост, туку е храброст. Потреба да потражиме решение за нашите проблеми. Решение постои, од една страна, од друга страна, треба здравствениот систем да биде дисперзиран. Не можете во еден град, доволно да кажеме, ли се тие услуги кои што треба да им се понудат? Да нема барем 3 специјалисти. Не може се во Скопје да е тоа. Не можеме да правиме, јас ги нарекувам селски универзитети во секое помало градче. Како ќе се едуцира студентот по медицина кога нема институт за патологија, патофизиологија, биохемија, патоанатомија? Каде? Со USB ќе ставиме и ќе сликат со. И тоа е фактички образовниот систем е нарушен. За жал, помладите колеги се некако вака ограничени. Без да сватат таа потреба дека треба во здравството, во медицината, цел живот дека треба да се и да се едуцираат. Меѓутоа, и општеството да создаде такви услови за да се едуцира континуирана медицинска едукација. За судиите, американците дале, не знам, десетина колку милиони евра да се едуцират, а за здравството, ако не се фармацеутските компании кои ги спонзорираат нашите конгреси, семинари, стручни состаноци, па ние никогаш нема да се види. За жал. И би го прашал министерот колку средства се одвојуваат за вистинска едукација и после дипломирање на лекарите во нивното усовршување и до усовршување и после специализација. За жал. Тоа е зашто зборуваме дека многу повеќе треба да правиме, многу повеќе треба да работиме. И како општество и како поединци. Да, силно општество не се гради само со економија, туку со здрави психолошки здрави личности. Здравата личност ќе биде ефикасна во секој поглед. Така. Многу повеќе да посветуваме внимание на менталното здравје и што помалку да ги имаме ваквите состојби, навреме да ги препознаваме, навреме да побараме помош бидејќи решение постои. Така, меѓутоа здравствениот систем треба да го подигнеме на многу повисок ниво од елементарното здравствено образование преку медицинските факултети, високите, средните школи за медицински работници, па до ниво на докторски дисертации кои треба да бидат квалитетни, кои треба да дадат допринос за подобрување на здравствениот систем, не да бидат форма. Така. Ви благодарам за гостувањето.
И вам и благодарам на љубезната покана да го гостувам во вашите Да, емисии. секако ќе имаме и следна прилика повторно да разговараме на овие теми. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.